Здраво и добродојавте уште едно видео, каде што ова видео ќе разгледаме некои дополнителни работи кои се поврзани со Т-клеточна активација и ќе ги прокоментираме онака само низ слики. Значи, од кога ќе имаме активација на Т-клетката, ова го спомнав во претходните видеа, започнува експресија на некои си протеини кои претходно не се експресирале. Така, значи, се експресираат различни протеини кои некои се презентираат на површината, односно мембраната на Т-клетката, некои се наоѓаат само внатре во цитоплазмата, така. И одека можеме да видиме дека правично, некаде после 2 часа од активација, започнува синтеза на интерлеукин 2, кој е многу битен за клетката да пролиферира, ама за да пролиферира мора да има интерлеукин 2 рецептор, така. И затоа рецепторот се создава малце подоцна, максималното создавање во некое си ова време, каде што, од прилика, кога имаме доволно создавање на интерлеукин 2 рецептор, интерлеукинот 2 се може да се врзе за него и може да започне клеточна пролиферација. Така гледаме, тука од прилика започнува клеточна пролиферација, односно да почнат да се делат клетките и стигнуваат до некое си плато и потоа имаме намалување на бројот. Но има и други молекули, значи други протеини кои започнуваат да се синтетизираат повеќе во дадени временски периоди, CD69, CD40 и така натаму. Сега, овдека на деснава слика исто гледаме бројот на Т-клетки кои се специфични за даден пептид, така од даден патоген. Значи на почеток имаме многу малце, можеби имаш една на милион клетки која ќе се врзе со дадениот патоген, така. Но за многу кратко време, аха се симнем подоле, добро, не е баш толку кратко време, од прилика 7-миот ден, ова неколку пати го имаме кажано, дека треба од прилика една недела додека не се максимизира адаптивниот имун систем, одговорот од адаптивниот имун систем. Значи, после 7 дена имаш максимален број на Т-клетки, а и на Б-клетки, кои може да одговорат на дадената инфекција. Така, значи се зголемува бројот на Т, односно на Б-клетки, кои се специфични за дадениот антиген од дадениот патоген организам. И дека после некое си време, да речеме се изчистила инфекцијата и почнува да се намалува бројот на Т, односно на Б-клетки. И намалувањето настанува главно поради тоа што клетките веќе не добиваат сигнали за живот, значи они додека се стимулирани од страна на антигени кои се присутни, они живеат. Така, значи добиваат сигнали кои им кажуваат живеј у наводници. Значи ги тера да останат подолго живи. Но од кога веќе ги немаме тие сигнали за живот у наводници, бидејќи веќе се изчистила антигенот, се изчистила инфекцијата, нема веќе кој да ги тера клетките да живеат, така и они ќе започнат да умираат. Исто нели спомнавме во претходното видео, спомнавме нели за PIP2, што стануваше во PIP3, кој PIP3 нели влијаеше врз PDK1 и PDK1 влијаеше врз ATK. ATK беше потребен за да се живее, а се ова беше потребно од активација на Т-клеточниот рецептор. Сега, ако нема антигени со кои да се врза од Т-клеточниот рецептор, нема ни да живее Т-клетката. Така и на тој начин си е тоа самото регулирано. Нормално има и костимулатори, нели, како што рековме CTLA4, нели, после активација, цело време се зголемуваше количеството на CTLA4, кој беше инхибиторен костимулатор, така што после некое време инхибирана е пролиферацијата на овие клетки. Овдека имаме исто и некои метаболички промени кои настануваат кај активираните Т-клетки. Значи, освен реаранжирање на цитоскелетот, што е очигледно, нормално цитоскелетот на клетка ќе почне да се менува, така со цел некако да придвижи клетката. Значи, цитоскелетот ќе се менува, но освен менување на цитоскелетот, нека си остане усвред тоа, имаме еден ефект на метаболичко ниво кој се нарекува Варбургов ефект. Значи Варбург. И овој ефект е многу интересен поради тоа што клетките кои влегуваат, кои пролиферираат, почнуваат да се снабдуваат со енергија преку аеробна гликолиза. Сега, аеробна гликолиза дава многу помалце АТП за молекуларна глукоза. Така, сега си викаш зошто ова нема логика, зошто едноставно се троши глукоза за џабе. Така, но поентата на аеробна гликолиза наспрема оксидативна фосфорилација која би ни давала многу повеќе АТП е да се сочуваат овие аминокиселини, односно протеини, нуклеотиди и липиди. Така, да ги имаме повеќе со цел да може да се формираат
например интерлеукини, така да се формираат рецептори, цитокини и така натаму. Значи битни ни се да ги случуваме овие некои макромолекули, а глукозата ја имаме на големо. Така, значи глукозата имаат на големо. Иако дава малце енергија, викаат ќе користиме глукоза, овие другиве остај ги на страна, ни требаат за друго. Така. Значи тоа се случува на ниво на Т клетките и добро и цитоскелетно изместување, цитоскелетно поместување со цел да може да се придвижат. И нормално имаме и диференцијација, одека не е спомната, така ќе разгледаме во наредните видеа. Сега овдека на кратко само рециркулирање да видиме како иде на Т клетките, основно лимфните клетки. Ова го разгледавме пред 2 или 3 видеа, но окей, ќе го спомнеме на кратко. Имаме овдека наивни Т клетки, овие црвените, кои влегуваат во лимфните садови, така доаѓаат преку крвта, така доаѓаат всушност од тимусот и навлегуваат во лимфните садови. И сега тие најчесто си поминуваат и ништо не се случува, но понекогаш ќе најдат на ваква дендритична клетка која сретнала некој си антиген, така, кој бил на некој си место кај што имаме инфекција, така. И сега тој ќе биде презентиран, ќе се најде соодветна Т клетка, ова овдека, која има соодветен Т клеточен рецептор и соодветни ликостимулатори ќе активираат и на крај ќе добиеме таа клетка, таа ќе пролиферира и ќе се диференцира и понатаму ќе биде пуштена циркулација. Од лимфната циркулација ќе отиде преку вена кава супериор во срцето и повторно ќе влезе во крвната циркулација и после од крвната циркулација едноставно ќе отиде, таа на секаде ќе отиде, но ќе биде привлечена од страна на хемокини, бидејќи кај што имаме воспаление, имаме хемокини, ќе има исто и кам молекули кои ќе бидат на ендотелните садови, така што ќе знае каде да стигне оваа Т клетка и ќе се реши проблемот. Овдека имаме исто слика како се тоа придвижено, дека има различни молекули, значи лиганди на ендотелните клетки кои каде што може да се прицврстуваат. Значи јас зборев за CCR7 рецепторот, CCL19 или 21 хемокините. Но има и нормално и други, дека имаме некоја си листа на различни лиганди на ендотелните клетки, различни рецептори на наивни клетки, на активирани и така натаму. Значи не е интересирана толку, едноставно знаете дека постојат такви работи. И овдека само да видиме како се бира кога всушност да искочи една клетка од лимфниот јазол. Интересно е, ако клетка влезе, наивната клетка, че гледате како што пишам, цртам со црно, наивната клетка и да речеме не препознае антиген, она првично кога влегува во лимфниот јазол, има ниски нивоа на S1PR1. Океј? Тоа стои за сфигнозин 1 фосфатен рецептор 1. Океј? Значи има малце од тој рецептор. Значи еден рецептор ќе ставам. Така? И сега си поминува време. Ако не е активирана, така, значи не е активирана, во тој случај, после неколку часа, се зголемува експресијата, значи има реекспресија на тој рецептор, значи сфигнозин 1 протеински рецептор 1, и сега го имаме повеќе. И кога го имаме повеќе, тој рецептор сега ќе ги детектира овие сфигнозин 1 фосфати, така, значи ова беше фосфат, не е протеин, сфигнозин 1 фосфати и ќе се замине од лимфниот јазол. Океј? Но, ако Т клетката се активира и вика, аха, остај, држи ги на ниско ниво сфигнозин 1 ваквото, се додека не си заврши активацијата. Така, значи не ќе да си оди Т клетка од лимфниот јазол, се додека не си ја заврши активацијата. Откога ќе ја заврши активацијата, повторно зголемува реекспресија, така, значи зголемува експресија на сфигнозин 1 фосфорецептор 1, и сега повторно може да се врзе со сфигнозин 1 фосфат и може да се замине надвор од лимфниот јазол. Сега, прашањето станува со овој сфигнозин 1 фосфат, што е со него фората? Фората со тој е да тој се наоѓа многу во лимфна и во крвна циркулација. Значи, овој протеин, односно не е протеин, него е липид, липиден хемоактрактант, зашто цело време користиме протеини, ја веќе се испомешав. Значи, сфигнозин 1 фосфат се наоѓа многу, така како има многу во лимфна и крвна циркулација. Односно општо во циркулација. Но го има многу малку, така,
Значи го има многу таму, но го има многу малку во ткива. Зошто? Зашто во ткивата има сфигнозин 1 фосфат деградирачки ензим. Океј, значи постои еден ензим кој го деградира овој липиден хемоатрактан во ткивата, така што тој го има во висока концентрација само во лимфата, односно во крвта. Сега нормално тој ќе помине на кратко низ ткивото, низ лимфниот јазол, ама не се задржува долго време. И како што си поминува, те клетките едноставно ќе се нафатат на него и ќе си заминат надвор од лимфниот јазол. Значи они го следат концентрацијскиот градиент, а повеќе зашто го има во лимфата, помалце го има овдека внатре во лимфниот јазол, во тој случај затоа кидат кон лимфните садови. И на тој начин всушност се врши движењето, кратко онака објаснето, на те клетките. Значи ако не се активира, одма е зголема експресија на овој сфигнозинен фосфатен рецептор, а ако се активира, чека додека не заврши активацијата, па после зголемува експресија на овој рецептор, ќе си се прикачи на сфигнозинен фосфат и ќе си го најде патот надвор. И тоа беше главно се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и со ова завршуваме теклеточна активација. Нормално има уште многу повеќе работи, ако се иде дека во детално, ако детално се разгледува, но ова мислам дека е доволно. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.